Мои драги пријатели, любители на борењето, ова сабајле сум мотивиран, сакам да зборувам за борењето, но ќеска прилично добро ста, еве више 20 дена без мојата баба Нада која почина, ме остави сам. Сакам да кажам повеќе работи, ама ќе се задржам на вчерашниот турнир на борачите, на борачки штипски асови. Уствари тоа е турнир за борачите кои не се меѓу живите, а дадоа голем придонос за македонското, југословенското борење од тие години 70, 71, 2, 3, 4. Имено 2016 година имаше една управа на Балканец која пушташе само слики од кафаните, јадеше, пиеше, борењето го беше оставила на милост и немилост. Мене ме поканија неколку души, меѓу нив беше Здравко Коцев, беше Методи Сичков, беше Маријан Атанасов и други имаше, да направиме промена бидејќи борењето оде во амбис. Јас се нафанав мислејќи дека е тоа стварно за борењето, ја борењето го сакам и за него се би направил, а оно било уствари се политика. Ама тоа е друга работа, за раскажување многу има тамо, како што се деси тоа време. Сакам да кажам како дојде до идеја да се прославу, да се праве турнир за борачите покојни штипски борачки асови. Имаме состанок, мене ме назначија тога и таа новата управа за секретар и на дневен ред беше турнирот Киро Ристов. Јас се јавив за збор и викам, другари, се убаво, Киро е голем борач, најдобар кај нас, учесник во олимпијади, борач европски, балкански првак, се убаво, ние правиме до сега турнир, ама он беше меѓу првите, прв на млади години во несреќен случај го загуби живото. Ние треба да обрнеме внимание, оти сега имаме ние од тогаш наваму, имаме преку 20 души починато борачи кои исто така се биле големи како тренерот Томе Атанасов, првиот олимпиец Симон Шутев и пуно други. Викам, јас предлагам на место турнирот Киро Ристов да го преименуваме во турнир на борачи ветерани штипски асови и да го правиме учест на сите тие починати што се и што ќе починуват. Сеќавам се у тај момент Здравко Коцев јави си, он беше тога и управата, и вика, да знаеш, ово ќе го кажам се на фамилијата на Киро Ристов. Јас му кажа ладнокрвно, обарна се на кај него, викам, Здравко, и да го кажеш, ја во не го зборам, тајно на уши да го шепкам, ја го на состанок во кажувам и улево записник. И гласаме, повеќето беа да турнирот Киро Ристов помине у штипски борачки легенди и од тогај навака, мислам тоа беше 15 или не знам која година беше, до сега управата на Балканец кој да дојде, не го става тај турнир, го одржува. Колку имаме квалитетни борачи, што имаме, дојдат, важно се обележе. Не знам, јас првата година јас го воде тој турнир и зема на едно ливче, сите ги прочитаа и управа, и борачи кои са покојни. Јас се ојдо, мислам, искористијаме тамо што оно било се политика, искористијаме и ми ударија клоцата, нападијаме од Балканец. Сега не знам, не сум ујдел од тогај навака, иако ме канат председателите на Балканец што се, не сум ујдел на овај турнир, не знам дали ги спомнуват да земаат едно лишче, тоа са 2-3 души, да ги прочитат сите починати, не само борачи, и управот и клуб без управа не може да биде. Тоа е во сабајле што сакам да објавам
а повод е вчера одржаниот турнир на борачите ветерани, штипски борачки легенди, кои после нас тоа го почнаа да го прават и клубови кои имат борење, Кочани, Велес, Скопје, Радовиш, редовно ги одржуваат, али идејата како што е прв клуб формиран у Македонија Балканец, идејата да се формира ваков клуб на борачки легенди, борачки шампиони е Балканец од Штип и по предлог на мене, Санде Коцев, од Балканец од Штип. Благодарам на внимание. Тоа сакаа да го кажам, да стое како доказ и историја. Има живи што може тоа да го потврдат. Благодарам на вниманието.